Кога во годините наназад се појави ликовното детско студио Кирил и Методий, а со тоа и малиот битолски Монмартр, малку кој веруваше дека набргу Битола ќе влезе во аналите на ликовната уметност како град на едно светско чудо. Дека малиот битолски Монмартр ќе се воздигне на ниво на амбасадор, кој не само што ни светот ќе ја представува Битола, туку ќе принуди многу големи земји да сватат дека градот под Пелиштер е дел од Македонија, од Балканот, од овој свет, кој, наречеме, е далеку од Париж, например, а сепак има свој Монмартр, мегдан каде што ќе се собираат ликовните творци од целиот свет. Но тука во Битола, исклучиво ќе доаѓаат деца, влюбеници во уметноста што се нарекува ликовно творештво. Кога во далечната 81-та година од минатиот век се формира ова детско ликовно студио Свети Кирил и Методий, целта беше да се направи еден голем фестивал на детското ликовно творештво, фестивал каде што ќе ги собери најталентираните деца прво од нашата земја, а понатаму со осамостојувањето од 91-та година стана малиот битолски Монмартр препознатлив како светска ликовна метропола на младите ликовни амбасади во светот. Кога спомнам во почетокот дека 81-та година, од таа година почна да се собираат сите тие пропагандни рекламни материјали и сите тие написи што излегуваа, пишуваа за нас странските медиуми, странските весници, многу, било кои земји тие кои што учествува. И затоа за нас е тоа најголемото богатство, не само што ги селектираме најдобрите творби што пристигнуваат на конкурсите и сите тие деца што присуствуваат во Битола, што творат, оставуваат големо богатство. Меѓутоа целта наша беше она богатство што ги имаме од светската изложба, преку 500 цртежи кои што отворивме на Гинисова изложба 95-та година во музеот во Битола, сите простори беа зафатени. Али во овој момент имаат прилика, можност граѓаните на Битола, туристите и пошироко да бидат информирани што е се собрано за овие 29 години во ова мала, убава просторија во старата битолска чаршија. Како некое чудо да се случило во градот под Пелиштер, таму уметноста се здружува со детството и со убавината. Зарем има поубава комбинација од оваа?
За овие 29 години детското ликовно студио го посетуваат голем број на млади ликовни таленти, исклучиво од градот, под Пелисте, доаѓаат во оваа прекрасна просторија, мала кој што е направено специјално чардаче со клупи за добро работење, да може да творат младите дечина. Сакам да напоменам дека ова година беше толку голем интересот за запишување, за членување во студиото и почнувајќи од 4-та годишна возраст, па понатаму, ова година можам да речам дека се правите пионерчина, правите млади творци кои што верувам дека и повеќе години ќе доаѓаат, ќе го збогатуваат своето знаење, а нивните творби се разбира не остануваат тука. Како што ние добиваме цртежи од светот, така овие цртежи, овие творби на детското ликовно студио на членовите патуваат низ светот и се разбира, правиме прекрасни колекции кои што ние ги испраќаме на повеќе конкурси. Ако пред некој ден, кој што и вашата телевизија го прикаже доделувањето на 6 награди што беа во Кина, Тајван, сега до крај на годината, поточно до крај на овој месец, за овие 2-3 месеци што твореат творците, ќе испратиме колекции во Канагава на Биеналето, голем конкурс, голем меѓународен надпревар, и во Хајдерабад во Индија. Овие творби што се направени за овие 2 месеци, очекувам со добра колекција од моја страна ќе добиеме некоја награда. Таа награда ја очекуваат и младите творци, ја очекуваат и ќе бидат најсретни своите родители, баби, дедовци. Јас се викам Андреја. Јас сум Милена Ѓорѓевска, доаѓам веќе тука 3 години. Имам освоено 5 награди. Од членовите на детското ликовно студио во изминатите 29 години, слободно можам да ви речам дека станаа преку 20 академски сликари. Сега работат и како професори, може некој се во брак, али тие битолчанчина кои што завршија, го помина овој период на запознавање, на збогатување на своето знање, верувам дека некој од нив, кои ќе ги добијат поканите да учествуваат на јубилејниот мал битолски аматор, ќе се приклучат кон младите творци од целиот свет, ќе го земат штафелаот, нема да се страмат, ќе се дружат со помалечките дечиња што ќе дојдат другите земји и тоа ќе биде навистина празник за битолчани, празник за сите туристи. Нестрпливи сме месец мај, кога ќе ги видам тие млади творци кои што доаѓаа 50-15 години во студиото, може да не се имаме видено, бидејќи со други градови некои со Битола, али Република Македонија даде плејада на академски сликари. Додека снимавме некои од кадрите за емисијава, го имавме тоа задоволство да го видиме во одушевувањето од гледката во ликовното студио Кирил и Методи на гости од Франција.
En tous les cas, moi ça me donne tout à fait la... Навистина е задоволен што може да види во колкава димензија преминал овој конкурс, затоа што има и ученици, господинот предава во основно училиште, има ученици кои што учествувале на овој конкурс од Епинал и навистина му е мило што може да види во каква убава работа прераснало се тоа. Матха Абитола, Oui, c'est la première visite. Да, за прв пат е тука во малиот Монмартр. Professeur en école élémentaire. Да, наставник е во основно. Monsieur Lambolé. Господин Паскал Ламболе. Секоја година во почетокот на септември месец, детското ликовно студио го распишува конкурсот за учествување на Малиот Битолски Монмартр. Ова година во почетокот на септември ги испративме на конкурсот во една посебна брошурка во 10.000 примероци до голем број на училишта во светот, а уште повеќе беше испратени во скоро голем број на амбасади во светот за да можат овој конкурс, овие пропозиции кои што отпечатан брошурката двојазичен македонски и англиски да биде испратен до Министерството за култура и образование и верувајте дека скоро сите амбасади си има јавено дека добиени се пропозиции испратени во градовите кои што се интересирани да учествува за до година за јубилејниот Монмартр и можам да бидам отворен дека првите пратки пристигнаа во Битола и посебно ме радува што првите пратки се пристигнати од Република Македонија.
Колекциите што пристигнуваат за конкурсите, навистина се чуваат како бисери наши, го одбираме најквалитетното и ги чуваме во наши посебни збирки. Големата бројка, преку 500.000 цртежи, навистина бројка кој што повеќе земји од светот би сакале да имаат. Меѓутоа, тие најубавите бисери, кои што се навистина за нас многу важни, не само за битоот, туку и за Република Македонија, патуваат низ светот. Отвораме изложби. Изложби кои што побудуваат секојаш голем интерес во повеќе земји, да не спомнуваме и на 3 олимпијади во Сиднеј, во Атина и во Пекинг, и изложби во Стокхолм, културна престолна на Европа, и во Печуј, во Унгарија, и Романија, Букуреш, и други градови, Брисел. Меѓутоа, последното наше представување со најдобрите бисери беше на 1 јули во Хонг Конг, Кина, кои што се доста добри наши пријатели, кои што се потрудија да малиот битолски Монмартар го представи во такво издание, бидејќи ќе сакат Република Македонија, не случајно тие доаѓаат 4 години во Битола, творат со повеќе деца и со од најмала возраст, од 4 годишно дете, создадува прекрасни творби. Меѓутоа, 50 члената екипа на Хонг Конг, кои што се потруди да представат Македонија во такво издание, за нас беше право изненадување. Беше представа на старата битолска чаршка, жандармата битолска, клубите битолски, канделабрите, магнолија, садкулата. Сето тоа беше во прекрасна декорација, кој што навистина побуди голем интерес за тие 7 дена додека траеше изложбата, а нашиот престој беше околу 6 дена. Отворената изложба, што беше представена во посебни кукир, со герамити битолски, со штафелај битолски, навистина побуди голем интерес кој што кај нас имаше на право воодушевување и затоа таа изложба ја нарекоа кинезите изложба на годината. Се отвори точно на 1 јули ова година, денот кога го славеше Хонг Конг. Што можам друго да речем? Хонг Конг не случајно до година може ќе ни дојде со поголема екипа, а мора ние да се покажеме како прави домакини. Сите трошкови што беа за нашиот престој, за нашето презентирање, сите тие авионски карти и така натака, беше на нивен трошок. И тоа не е толку битно. Битно е што Македонија ја представиле во најголемо светло.
Успесите што ги постигна детското ликовно студио, потоа малиот битовски Монмартер, навистина се големи, али може не скромно, али сакам да ги спомнам тие награди што сум ги добил од Република Франција. Како прво, 2004-та ја добив високата награда медал на честа на градот Париз, кој што лично во Париз ми ја врачи градоначалникот на Париз. Истовремено ми беше доделена наградата Монмартер на Европа, кој што ние учествуваме со наша изложба на Монмартер во јули месец 2004 година, кој што таму взе да учествува еден млад ликовен творец кој што се твореше 7 дена направи од Монмартер, кој што му даде и дозвола да работи со останатите уметници од целиот свет што творат таму. Ова година за мен беше една од најплодните. Државата Франција ми го доде високото признание, орденот на Франција од област на културата, уметноста, книжевноста, кој што лично во јуни месец амбасадор на Франција ми ја врачи во Чифтамон, во Скопје. Наградата што ова година ми ја додели Хонг Конг, Министерството за образование и наука. Ова награда ми е можда една од подрагите сега, во последно време. Исто така наградата што добив од Хонг Конг за големиот спектакл што го направи малиот битовски Монмартер во Хонг Конг. И ова награда од Министерството за надворешни работи на Хонг Конг ми го доделија високото признание, кој што лично ми го вратија во месец мај кога се одржуваат малиот битовски Монмартер. И ова награда е од Букуреш, кога сме имале наша репрезентативна изложба во Националната галерија во Румунија. Значи, овие се едни од последните награди кои што јас како ликовен педагог имам добиено. И сакам да напоменам дека јас сум добитник и на Климентовата награда 78 година и добитник сум на наградата за уметник на годината 62 година, а пред 3-4 година добив и наградата за животно дело на градот Битол. Дека битолскиот Монмартер е во центарот на вниманието на пошироката јавност, зборуваат илјадниците цртежи, бројните награди од сите страни на светот и илјадниците написи објавени во разни гласила што се посветени на оваа детска ликовна колонија. Сите тие написи се така убаво сачувани, кои што публикувани се во три големи тома, репродуцирани, и целта ни беше, уште по еден примерок, да направиме во големи картони да се изложат. Тоа се преку 4000 написи, колку можам ја да се сетам,
се написи кои што побудуваа интерес во странските медиуми за големиот успех, за големиот настан кој што секоја година се случува во Битола. И верувајте дека можда сум најсреќен човек што успеав тој голем рекламен материјал да го соберам. Просторот е мал, меѓутоа сум среќен што има голем број на млади ликовни творци кои што творат во Битола, ги испраќаат творбите низ повеќе места низ светот, добиваат награди, се радуваат нивните родители, баби, дедовци и верувајте дека јас сум среќен што просторијата е полна и тоа ќе биде во долго сеќавање за сите тие млади ликовни творци за родителите. Добивањето на првите награди кои што години добиваат учесниците, поточно членовите на детското ликовно студио кои што ова година имаме навистина инвазија на млади творци од почнувајќи од 5-та година кои што творат во тој чардак што се наоѓа долу, прекрасни творби настануваат и ние се спремаме, се разбира, се она што е квалитетно да го испратиме некаде на некој конкурс во светот да добие некоја награда, не само што доделуваме ние награди за младите ликовни амбасади од целиот свет, туку желба ни е и битолски деца да учествуваат на разни фестивали. Ете ова година очекуваме и повеќе награди, очекуваме и од Занка, Унгарија и од Мексико, но првите признанија стигна од Кина Тајван, кој што ние таму учествуваме за години. 6 врвни награди, 2 бронзени медали и 4 селективни награди, кои што денеска ќе ги врачиме. Меѓутоа, поводот е повеќе околу нашата спектакуларна изложба што отвориме тука. Можда единствено таков вид и во светот, можам да речем слободно дека представува една Гирисова изложба. Преку 2500, може и 3000 написи за овие изминати 29 години, 81-та година мејатиот век, па до 2010-та, не е комплетно тука представен, бидејќи просторот толку возможува. Меѓутоа, ќе влези
во онај регистар на прекрасни текстови од наши новинари, македонски и странски, кои што текстовите се така богати, така убаво, има и негативни се разбира, има и позитивни, али повеќе е позитивната страна застапена. Истите овие изданија, што ги гледате тука залепени, можете да ги видите во трите тома, кои што целокупниот материјал можете поединечно да се разгледа, кој што е тамо представен. И се јавија интерес да ова изложба уште да биде представена во Скопје, тамо почетокот февруари до година кога ќе ставиме јубилеј. Што значи ова наше представување? Желба ни беше да се отпочни со нашиот големи јубилеј 30 години на малиот битолски омартар, ако во јули први денот на Конг-Конг направивме една голема спектакуларна изложба во Конг-Конг, кога оттаму почна јубилеот, сакаме ние тука сега да отпочни јубилеот со ова наше прво представување овдека, со рекламниот пропаганден материјал, а до крај на годината веруваме дека ќе се потрудиме се она што го имаме ние како рекламен пропаганден материјал, каталози, билтени и она што е се што е пишувано во каталозите со фотографија се разбира, оригинални фотографии, да го презентираме до крај на годината. Значи, јубилеот 30 години мал битолски омарта ќе биде обележан онака како што замислуваме. Малиот битолски омартар ја постигна својата цел, афирмирајќи го детското творештво не само во Македонија и во Битола, туку пошироко низ светот. Ево, ден на ден стигнуваат се повеќе најави за нивно присуство да учествува за јубилејниот мал битолски омартар. Ако ова година имаме преку 20.000 цртежи, веројатно до година ќе имаме од повеќе земји и со повеќе цртежи, така сакаме да направиме еден голем спектакл кој што ќе сите ќе се сеќаваат, а претежно се јавуваат ликовните педагози, викаат: Чичко, Коста, се спремаме за јубилеот, а колку ќе дојме во Битола, зависи од нашите можности и од вашите можности, како ќе можете да ме примите и дали ќе имате финансиски средства. Ќе се потрудиме. Господ ќе ни поможи да викнеме колку што е може повеќе деца, колку млади ликовни амбасадори кои што го завршија своето основно образование, средна школа, факултет, сега се академски сликари и секојдневно се јавуваат, вика, за јубилеот мора да присуствуваме. Сакаме заедно да твориме со останатите гостинчина учесници на јубилејниот мал битолски омартар. Битол во мај месец ќе живее, а и наша желба е наместо 7 дена, Монмартар барем да има 10 дена учество со творење и да остават големо, уште едно големо богатство, бидејќи богатството што го остават во Битол во Република Македонија е трајно богатство, кој што секоја на земја сака тоа богатство да го има. Битола, градот на кој една плејада творци и ентузијасти му го подарија животот, е претворена во безвременска станица на светското ликовно творештво. Простор каде царува искреноста на детското срце, место каде што се шири приказната за малиот битолски Монмартар, тој феномен на детската фантазија.
символот на пријателството и здружувањето на народите, религиите, јазиците и уметноста.